Зошто европејците во средниот век се капеле само 5 пати годишно? Ако се земе предвид дека во Римската империја постоеле јавни бањи, сосема е логично дека во средниот век се подразбирала личната хигиена. Сепак, тоа не било случај. Концептот на јавна бања е забележан во многу цивилизации уште од античко време. Сите граѓани најчесто имале исто право да ги користат, а функцијата на овие објекти била подеднакво поврзана со хигиената и принципот на хедонизам. Во текот на 4-тиот и 5-тиот век христијанската црква промовирала редовно капење, но не и во јавните бањи, особено не во оние каде што мажите и жените се капеле во иста просторија. Со текот на времето забраните се намножиле до тој степен што на христијаните им било забрането да се капат голи. Хигиената кај пониските класи во одреден момент се свела на миење, плакнење уста и миење раце. Миењето се практикувало многу ретко бидејќи се верувало дека водата во допир со очите го слабее видот. Од друга страна, членовите на повисоките класи се капеле околу 5 пати годишно. Жителите на одредени делови на денешна Русија се капеле еднаш месечно, а другите европејци оваа навика ја гледале како своевидно изопачено однесување. Според некои податоци, Луј 14 се капел само 2 пати во целиот свој живот. Слично одржување на нехигиена практикувала и шпанската кралица Изабела I, која се капела само кога се родила и на денот кога се омажила.